Следен гостин во ова издание на Тренинг е заменик главен и одговорен уредник во неделникот Фокус, но пред се новинар кој обработува теми од областа на политиката, општествените случувања, но и истражувачки истории од областа на борбата против корупцијата и криминалот. Добре дојде за Владко Стојановски. Добро Недов. Стојановски во најновиот број на Фокус на насловната руски фирми никнуваат во Македонија по избавнувањето на војната во Украина. На што се должи оваа руска пенетрација во регионот и во Македонија? Мотивација да ја обработуваме оваа тема беа одредени случувања информации во регионот, каде што подолго време една од главните теми е како рускиот капитал се преселува на Балканот, особено во периодот по избивнување на таа војна интервенција во Украина. Значи, тоа е главна тема. Одреден период беше во Србија, каде што имаше истражувачки истории колку фирми се отворени таму по избивањето на овој конфликт кон крајот на февруари. И таа бројка беше импозантна. И тоа се образложуваше со повеќе причини. Главната беше бидејќи Србија не се приклучи на тие санкции, западни и европски санкции кон Русија. И на тој начин овие фирми можеа да се преструктурираат и да продолжат да работат со западни клиенти без да трпат штети од овие санкции. Меѓутоа, изброј на фирми и предприемништва од бројка од над 1000 имаше отворено и во Црна Гора. Црна Гора е и земја кандидат за член во ЕУ и полноправна членка на НАТО. Истовремено се приклучи на голем број од овие санкции што сукцесивно се изрекуваат кон Русија и бројката и таму е иста на руски фирми по избивнувањето на оваа војна интервенција. Значи, ние дојдовме до информации, податоци, значи официјални од надлежните институции, дека во Македонија има над 80 фирми, значи во кои се моментално активни, а во чија собственичка структура има собственици кои се или фирми со седиште во Русија, односно Руската Федерација, или има содружници кои се државјани на Руската Федерација. Меѓутоа, мора да нагласиме, тоа се потенцира и во самата сторија, дека реалниот број на овие фирми е многу поголем, бидејќи многу руски фирми со руски капитал делуваат преку трети земји, кои најчесто важат или за класични офшор земји, или за специфични јурисдикции, кои овозможуваат даночни и друг тип на финансиски олеснувања. Значи, оваа бројка е реално многу поголема и откривме информации и податоци дека има одреден број на руски фирми кои се формирани и по избивнувањето на војната во Украина. Тој број не е голем како што е во Србија, во Црна Гора, претпоставувам дека е поголем бројот и во други држави, каде што за сега се уште нема таков тип на информации као Хрватска, Босна и Херцеговина и слично, но сепак овие фирми постојат, но од тоа што може да се каже дека Македонија се уште и покрај незиното позиционирање, значи незиното јасно позиционирање против оваа војна агресија на Русија во Украина, сепак многу руски бизнисмени ја сметаат Македонија како солиден терен, како солидна почва во која возможува поволна атмосфера за нивните бизнис активности. Спомена во најавата дека обработуваш и теми во областа на корупцијата и криминалот. Како ти изгледа оваа битка помеѓу дезертерот и шпицниот играч? Во рамки на таа крупна битка што се води, се отвараат многу други фронтови пониско. Значи, овие големи коалиции, додека водат битка меѓу себе, се соочуваат со многу битки внатре во нивни рамки. Гледаме повеќе процеси, да има проблеми во одредени сигнали за одредени превирања во главните политички партии во власта и во опозицијата. Сега има еден мирен период во смисла дека не се очекуваат брзи избори, кои се бараа, па сега и тие што ги бараа отстапија од нив. Меѓутоа, оваа криза создава и услови за пенетрација на порадикални структури и политички опции, кои не знаеме како ќе се одразат. Дали во овој период на меѓусебна битка меѓу двете клучни политички партии, СДСМ и ВМРО ДПМН, некој трет се обидува да профитира на политичката сцена? Веќе извесен период наназад, значи се развива еден наратив дека сите се исти
и дека има простор за некоја трета сила, трета опција, и тоа е реторика што постои долго време наназад. Меѓутоа, во последно време, одредени изборни резултати покажуваат дека има реален простор за тоа, посебно поради фактот што двете најголеми партии имаат многу намален резултат во споредба со тие пресвртни избори 2016 кога беа, а други партии се во подем. Таа тенденција и тој процес според мене ќе продолжи. И после следните парламентарни избори, кога и да бидат, и без оглед дали ќе се спојат со претседателски или не, сметам дека таа слика ќе биде уште покомплицирана. Под наслов огнена група отвори војна против Груби, но дали главната мета е Ахмети? Дали Ахмети, бидејќи сега следува и претседателство на кое се најавуваат промени во партијата, ќе успее Ахмети или да ги реформира интегративците, да ги сплоти, или може да следува фракционерство или пак евентуално формирање на нова партија која би се издвоила начело со поранешниот граначеник Изет Меджити, актуелниот граначеник Чаир Ганил, Беџети. Значи, Али Ахмети е конституиран како неприкосновен лидер кој служи како кохезивен фактор да ги спојува и да ги амортизира разликите помеѓу разни може слободно да кажеме кланови во ДУИ. Значи ДУИ е најдиспрезирана партија од сите албански политички партии и сите тие различни интереси на различни ограници до сега успешно ги менаџирал Али Ахмети. Сега се јавува еден проблем каде што се чувствува дека Али Ахмети сака да ја реформира или подмлади оваа партија. Меѓутоа, тоа не оди од базата нагоре, односно не оди преку делегирање на овие нови функционери пред се во извршната власт од базата, односно од ограниците нагоре, туку Ахмети тоа го прави дискреционо од горе надоле. И тука сметам дека има одреден револт кај овие силни моќни ограници кои ја држат базата и кои сега реагираат главно од скопскиот огранок. И сега прашањето е зошто тоа се случува сега, кога знаеме дека тоа како незадоволство и револт постои подолго време. Значи, подолго време Ахмети вешто ги користеше крупните предизвици со кои се соочува државата за да ја стави оваа тема ад акта. За нештата да станат појасни, Никола Младенов, денове можев да прочитам реакција на дел од нашите колеги новинари за помалку лошиот однос на владата во однос на слободата или транспарентноста и комуникацијата со медиумите и новинарите. Како денес ти изгледа медиумското огледало во споредба со времето на владење на ВМРО-ДПМН и комуникацијата влада-медиуми? Па мора да се констатира дека после тие политички промени кои се случаи, тоа е неспорен факт, таа општа демократизација се рефлектираше и во медиумската сфера. Значи медиумите претходно беа под сериозен притисок кој се остваруваше преку примена на разен тип на методи и форми на притисоци. После тоа изостана и во тој период на владење на таа прва влада на СДСМ, медиумите можам да кажам дека беа доста послободни. Сега има одредена може да се забележи враќање на некои стари практики, но јас се надевам дека тоа е изолирано од одредени функционери и нема да стане општа појава. Значи, сите мора да сватат дека медиумите се клучен столб во функционирањето на една држава која цели да биде демократска. Значи, многу политичари во минатото гледав дека нагласуваат неколку фактори за успех. Значи, нагласува поддршка од членство, нагласува поддршка од меѓународна заедница, нагласува коалицијски потенцијал. Никој никогаш не нагласувал коректен, значи не збориме близок и непринципелен, туку коректен и пристоен однос со медиумите. Значи и сите треба да сватат дека независни, професионални, слободни медиуми, значи во секоја смисла независни, тоа не подразбира само да се избегнува методот на тужење и притисоци и слично, туку треба да се создаде поголем амбиент кај што секој медиум ќе може слободно да просперира. Значи, треба да свата дека
ниту државата може да тргне напред, ниту тие како политички партии може да се развијат без тој однос со медиумите. Благодарам за гостувањето. Благодарам. Почитувани, че тоа беше Владко Стојановски од неделникот Фокус.